Бугарија не ги дава Ванчо Михајлов и цар Борис III. Официјална Софија очигледно не е загрижена за повредените чувства на сите македонци поради именувањето на бугарски културни клубови по докажани соработници на фашистичкиот режим. Запрашан дали ќе го осуди именувањето на клубови по спорни историски личности, министерот за надворешни работи на Бугарија Никола Емилков ни порача дека сме морале да направиме се за клубовите да функционираат. Ние се надеваме дека тие клубови ќе имаат можност да функционираат нормално и во крајна цел тие се зголемуваат, стануваат се повеќе и повеќе и тоа према мене е еден добар знак затоа што гледаат можност во тој тип на асоциација, на овој тип на организација и можноста да ги истакнуваат своите интереси. Милков не сакаше да испрати ниту осуда, но сепак се огради од зборовите на бугарскиот пратеник Костадин Костадинов, кој од центарот на Скопје ни го повтори она што цело време го говори во бугарскиот парламент, дека македонци и македонски јазик не постојат, како и дека меѓу Македонија и Бугарија не треба да има граница. Костадин Костадинов не изразува националната позиција на Република Бугарија, на нејзината влада, и мојот апел кон медиумите во Македонија е да не се сконцентрира вниманието врз политичарите кои што бараат такви крајни искази. Поскоро е битна официјалниот став на Бугарија. Инаку во Македонското собрание беше изгласан закон за регулација на именувањето на здруженија и фондации. Според тој закон бугарските културни клубови добија 3 месеци да го променат името или пак ќе бидат затворени. Сепак овој закон, барем според она што ни го кажа власта, бил донесен само за да биде бајпасирана ситуацијата во моментите кога луѓето реагираа жестоко на оваа тема, а сега се подготвувал нов предлог закон.